Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Секоја сакам да имам интервју со господинот Стефан Влахов Мицов. Секојаш интервјуата со господинот Мицов се одлични, набиени со енергија. Прв пат ке него гледам мала разочараност. Разочараност во кој правец се оди Македонија. Во кој правец одат настаните кои обкружуваат Република Македонија. Некаде пред 2 или пред 3 години во едно интервју кажа дека во одредена држава на камени глави поразот ко победа се слави. Сега доаѓаме до една слична ситуација после изборите во Република Македонија, кога луѓето или партиите кои ги изгуби изборите ги слават поразите како победа на тие избори. Тоа е нека е вовет за разговор со господинот Стефан Влахов Мицов. Втората тема е зошто македонците се поистоветуваат со пиреј. Пиреј е сепак трева која се гази и која служи за храна на одредени животни. Дали ние некогаш во нашата историја ќе излеземе од тој мејнстрим или од тоа ментално размислување дека сме пиреј, бидејќи ако сме пиреј, нашата единствена задача ќе биде да преживееме, а не да победиме и да живееме. Како рековме во една претходна емисија, во свет на камени глави, поразот ко победа се слави. Точно таа. Тоа е мисла на Раде Силјан. Тоа е на Раде Силјан. Гледате сега во ВМРО што се случува. Во партија на камени глави, да ве парафразирам, поразот ко победа се слави. Па така е. Ама сега јас ќе се надоврзам и со една друга мисла на делот песна на Раде Силјан уште од 1991 година, кога вика слободата за нас е претешка задача. Тоа е времето на осамостојувањето. Слободата за нас е претешка задача. Тоа е проблемот. И го покажавме за 30 години. Имаше и Брана Милковиќ, мислам. Вие нели него имате тој дел на образованието, југословенска литература, пошто сте били во Бугарија, и велеше дали че слобода умети да пева, као што су сужни певали о њој, дали слобода ќе умее да пее, како тие нели што мечтаат за неа, пееле за неа. И таа слобода нас што ни се случи после 30 години не ограничува. Ние не знаеме да цениме слободата. Ние сме научени некој да командува со нас, некој да ни дава наредби, да ни кажа што да правиме, да немаме избор, да не можеме да размислуваме. Ако размислуваме различно, да бидеме санкционирани од едната, од втората партија, од едната голема сила, втората голема сила и така. Како цело од политичарите и така. Пошто тоа е, така сме навикнати. А има и нешто друго. По принцип, луѓето, ние сме, така сме создадени, да живееме во рамка. Ние сакаме да бидеме, да се чувстваме безбедно во таа рамка. И кога имаш, независно дали станува збор за живот, за политика, дали станува збор за природни закони, за другото, ние сакаме се да ни е јасно. Може да е погрешно, ама да ни биде на нас, за нас јасно. И кога нешто не ти е јасно, ти веднаш нешто мора да го пополниш за да ти е јасно. Да бидеме во зона на комфорт. Во зона на комфорт, така е. Психолозите. Па точно така е. Зона на комфорт. Точно така. И тоа е проблемот. Затоа сега кога луѓето се завршуваат веќе во казарната и кога се враќаат првите месеци, значи мажите не можат така да се организираат, пошто таму ти се навикнат на тоа. Во 5 стануваш, во 6 така во тоа. Ама сега што да правам, како да се организирам? Господин Мицов, кога ве цитирав во земја или во држава на камени глави, поразот ко победа се слави, правев некои анализи или истражував кај сте го кажале тоа. Едно интервју имам само со Христијан Мицкоски снимено, тогаш е генерален секретар. Значи, првото и последното интервју со Христијан Мицкоски ми е кога бил генерален секретар, тоа е некаде есента 2017 година. Тамо некаде, Во таа емисија, половина е времето дадено на Христијан Мицкоски, половина е дадено на вас. Значи, вие двајцата сте у таа емисија. И сите говореа за интервјуто со вас и не говореа за интервјуто со Мицкоски. Тогаш ми беше јасно дека нема харизма да биде лидер кој може да победи на едни избори. Штом цела публика повеќе говори за интервјуто со историчарот Стефан Влахов Мицов, а не со потенцијалниот и идниот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, тука нешто не оди, не штима што се вели.
Тоа е сега, јас за тоа нешто не се сеќавам, пошто помина време Да, и така. тука е ново изит е снимена емисијата. Кај што вие кажувате она легендарна реченица. Проблемот на секој и за него, проблемот на секој кој сака да биде лидер е тоа дека тој мора да се изгради пред секако личност. Сега, јас сум гледал тогаш, и тоа сум гледал просто од интерес. Ама чекај сега, па тој, овој човек, сега во Машинскиот факултет, слушнах да ми кажа дека Машинскиот факултет како се викал, му викали Нашински. Зашо Нашински? Затоа што секој е син или керка на некој, па братучеди, па Нашински. Наше дете. Тоа е добро. Па, значи, учиш кај татко си, асистенци кај татко си, докторираш кај татко си. Значи, таму се правиш, ставаш вореден професор и таму имаше напишани статии. Кој е напишал таму, имаше 5-6, сите во со татко. Па, ајде сега, како да тоа? Добро, еден човек кој не може да се изгради во самата катедра, потоа почна да пишува, специализира ваму, таму и тоа, нали? Па како ти ќе водиш партија, па за држава да не зборим. Не става таа работа, просто не става. Значи се види од почетокот. Не става сега. Како викаат србите? Тоа што со време ќе се роди грбаво, времето не може да го исправи. Не може да тоа што е лошо, трнато од почеток, нема шанса да се поправи. Ти мора да имаш, значи, дури без претензии да бидеш некој тоа, како обичен човек, пошто сите сме обични луѓе, иако некои се курчат. Но мора да имаш еден став, да знаеш да го браниш овој став. Ама гледате го со Бојко Борисов. Јас умрев од срам. Значи седно Бојко Борисов тамо ги постројува. Значи Бојко Борисов едно ченге од Бугарија, како што кажу, има завршено за противпожарна заштита. Да, има тоа, има докторат за улогата на Маркучет, но нали во тоа во насечена местност, нали, регион, колку да биде долг. Значи, дали да биде 20 метра, 30 метра, во зависност од каква е местноста, нали, во тоа. Тоа е докторат. За гасење на пожар. За гасење на пожар, да. И дојде тамо двете партии. Предходно мисля дека само Заев го постројува, или он го дочека тамо со владиката Наум во Струмица, кога носи ако Тито и Лазо Кулишевски да му ги покажат Белјуса, Водоче, манастирите, така натаму. И после ги гледам во Загреб цело раководство на ВМРО ДПМН. Седат, кршат прсти пред Бојко Борисов. Значи, тоа се две средби кои најмизерно сум се чувствувал кога сум гледал политички партии од Македонија. Добро, да земеме сега и изборите. Јас гледах во Фејсбук, пишува, нели сега одбија тогаш избори, не се договорија, нали, сака еден сака така, другиот сака така во ред. Така сега во Фејсбук во 5 минути по 12 на поадне пишува. Никако избори. Овој во 15 часот пишува избори на 15, значи јули. Ето, што се става се премислува за 2 сата и 55 минути. Тоа е јавување од американската амбасадорка. Извини, ама јас не сум председател на тоа, ама обичен човек, некој не ми е битно кој ќе ми се јави. Нема таков однос. Господине Мицов, нема таков однос. Ние живееме у свет кај што големите сили диктират. И ние тоа го знаеме. Големите сили диктират, ама ти можеш да имаш достоинство. Големите сили не може да ти одземе човечкото достоинство. И втора работа. Немој сам да се носиш у понижена позиција или понижувачка позиција. Ако веќе знаеш дека ќе направиш компромис, дека не си доволно силен, дека не може кичмат или грбо да ти издржи доволно сила, нели? Па како вели, одат подгрбавени, па тој кога ќе дојдеше на власт ќе исправеше Македонија со оние смешни, разочарувачки, па дури навредливи спотови, нели, кај што девојчиња од подгрбавени, па тој доаѓа па ги прави. Значи, тотално една демаскација, едно демаскирање на клиповите беа безобразни. На еден слаб карактер кој не заслужува да биде лидер. Ама проблемот е тоа, дека, значи, тоа е слаб карактер, тоа е јасно. Сите тие, значи, во извршен комитет, во централниот комитет се исти. Тоа е проблем. Ако е, и сега, секој лидер сака, нали, кога доаѓа, сака да се огради со тоа. Сега, кога ги видиш со кого се е оградил, значи ти имаш представа и за тоа.
Сите тие. И за това практично, и аз съм кажал, значи и пред повеќе години, и 2016 и та, за СДС нема што да зборам, аз съм кажал, дори и во твоето, за мене таа партија практично сега во таа состојба која е во последниве 30 години, таа партија е штетна за Македонија, мора да се забрани. Но, истовремено, штетна и таа ВМРО ДПМН, како е тоа. Таа штетна уште, да, ние немаме македонски партии. Бидејќи таа партија се уште во наводници не лажеше дека може да се грижи за патриотизмот. Таа работа, таа приказна ја продаваше и Љупчо Георгиевски. И Љупчо Георгиевски дека идниот конгрес ќе биде во Соло. Овие не лаже, овие барем не лаже дека ќе се грижат за македонскиот патриотизам. Јасно сега тоа. Тоа е проблем. Тоа е проблем дека, значи, едните со другите, тоа се практично, двете партии, тоа се акционерни друштва за вработување. Тие не го правеа конгресот у Солун. Името го преговараа да го продадат у Солун. Точно да го сменим името. Каков конгрес во Солун? Тоа се само види, тоа се само пувки. Затоа некој кој многу зборува, јас ќе направам. Па добро бе, направи. Направи, нека сите да го видат. Сега тие, така или вака, во минатиот век, во минатиот век, тие не са викали, јас ќе го, примерно, сега како, примерно, Пасија вика, јас ќе стреламе сите тоа. Не. Тие са делували. Дали во право, во еден правец или во друго са делували. Не са викали, јас ќе направам така, јас ќе направам. Нема ке. Јас средно. Господине Мицов, па и улогата на Пасиев е тоа да го прави. Значи, да биде Пернар во Хрватска или некоја лајт варијанта на Шешел у Србија. Значи Шешел е маж. Шешел беше мажиште, интелигентен за овие. Шешел прво тоа. Овие поднесува 2000 приговори до Државна изборна комисија без печат и без подпис. Без печат и без подпис. И тој ги штампал сите, нали, со иста содржина. И не кажа од каде пари, кои се тие донации, кои енормно му се зголемија, да не испадне дека дел од олигархијата инвестирала во левица да може да контролира било која влада или парламент во наредните 2 или 4 години. Не кажа никош. Добро, ние ќе видиме, јас претпоставам дека некои те направат сега така трансформација. Ќе видиме сега ние, ќе видиме сега со тоа, со собранието, ќе видиме како ќе прелетат пратеници од една група во друга, тоа ќе го гледаме, тоа ќе биде многу интересно. Ќе видиме пазарот. Пазарот ќе биде во ред. Се така, ама тоа е пазар. Ние сме пазар 30 години. Само што тогаш, значи, беше некако малку подзаскриено, тоа сега е се поотворено. Да. Се поотворено. Така е. Така што практично. Но добро, малку сте разочарани од ова што се случува, гледайте. Јас мислев дека ќе имат некој друг наратив. Моравме да го смениме името, ќе се распаднеше држава. Мислев дека ќе се жалат. Дури ќе ни се исповедат зашто морале да го направат тоа. Не, они се горди дека го сменили името. Дури очекува Нобелова награда за мир. Значи, они не само што не чувствуваат грижа на сове зашто тоа го направија, туку смета дека се визионери и дека тоа што го направиле ние треба да им бидеме благодарни што го имат направено. Значи има два потфата на делување. Едно тоа е тоа. Значи да се извинуваш, нали, значи да бараш сочувство, прошка така, со тоа нешто да се излечеш. Значи да бараш. Другото е да бидеш арогантен, да бараш тоа. Како еве сега. Значи тие не барат извинување, тие барат награда. Па точно тоа е другото. Значи тие са спротивни два потфата, ама са во правец. Сега како тоа се враќа вчера Борисов се враќа од Брисел и вика мора да сте благодарни дека ви обезбедих, тој обезбедил 29 милиарди од тоа. Не кажува дека тоа са, нали, во големиот дел 85% тоа са позаимување. Ето тоа ти е, ароганцијата. Добро, Мицов. Тоа е ти е. Ве изненадија ли резултатите на изборите? Не ве изненадија. Видите, на продадено име, на договор со Бугарија, Тиранска платформа, договор со Грција. Овој победува на изборите, на 3 изборни циклуси го победува Христијан Мицковски. Не само што го победува, туку како боксерска вреќа го мава кај ќе стигни, на која дебата ќе стигни и што сака му пре. Така сега, значи тоа е шокантно за мене. Изненадување кај мене не е, јас дури во тоа пред изборите сум пишувал дека разликата ќе биде тесна. Разликата јас се давах, значи, до 3-4 пратеници.
У корист на СДСМ. Во корис, јас мислев и сум го пишал, дека тогаш тие од Калето ќе направат, значи, за да бидат 3-4 пратеници во корис на ВМРО и пак да ги зафркнат. Како беше и во 2016. Ама, значи, во тоа, но испадна дека тие се толку слаби. Тие се толку слаби, што не можат да, точно така. А инаку, разликата беше тоа. Ама еве, сега што покажуваат резултати? Резултатите покажуваат дека и двете партии губат, значи, по околу 150.000 гласа и едните и од другите. Така. И второ, значи, изедначеното со разлика од 12.000 гласа покажува истиот однос, значи, на луѓето кон тоа, кон двете партии. Значи, тие ги стават, нали, стават на исти кантар. На еден кантар. Значи, тоа што тие, нали, протестира, па не смете од значи ги стават на еден кантар. Значи сметат Мицов дека се подеднакво виновни за село што се случува. Ема тоа е така, затоа што едниот прави нешто, а другиот го продолжува. Например, у време на Никола Груевски, дали тоа беше реално или беше медиумски одработено добро, целата вина беше на сметка на СДСМ и на Бранко Царенковски, а Никола Груевски беше тој што ја брани Македонија, штити, ја води напред така натаму. Сега во време на Заев и на Христијан Мицковски, двете партии ги сметат подеднакво виновни. Па тоа се покажа со и со целата штета што ни се случи изминативе 30 години. Тоа е сега, а што се зборува за акционерски друштва, што билите? Така е, акционерски друштва, но за разочарување ако збориме. Сега моето разочарување дојде, значи, некаде во 2015-2016. Сега не сум разочаруван, пошто знам како ќе биде и тоа. Значи, тогаш дојде разочарување и, значи, јас тогаш, не знам дали е станало збор, па не памтам тука со тебе, во тоа, во крајот на август 2016, пред да се подпишат изборите за 11 декември, така, значи беше 27 или 28 август, веќе точно не памтам денот, имах значи средба со Груевски, таму во седишето на ВМРО, да помене, значи тоа беше по други прашања, но станува нелични секој случај, но тоа е разговор кој траеше повеќе од сат. И таму јас му кажав, значи, му кажах дека нема да доби изборите на 11 декември. И тогаш скокна. Ама како ми дават 100.000, тоа го слушаме и сега, нали, во тоа. Значи таа мантра тоа од тогаш, ми дават 100.000 и тоа. Викам, а тогаш или беше дал некако така предност, викам, оставите ги или, нали, викам, тие сега американци, ови пошто се навреди, нали, аз секогаш сум бил и ставот ми е ист, нали, во тоа. Ама не само американците, ама еве и домашните дават, па викам, домашните се бетер, нали, во тоа. И така имаше еден спор, нали, во тоа јас му кажах дека нема да тоа. Значи нема да победи како размислува. Значи тоа беше пред да си стави тоа. Ете така. И потоа кога заврши на 11 во ноќта му пуштих една порака, како иде, и тоа. но тоа станува збор дека работите се јасни, се гледа како е. Значи, шо ми јас, обичен човек, можам да видам, партиски лидер кај имаш околу себе си цела тоа со аналитичари, со не знам шо, докога го чеках за средбата, зашто чудо се изврви. Мицов, не ли ви е понижувачки? Ги губи изборите. Значи лидер на ВМРО. Значи на нешто што е амалгам на македонското национално ткиво. Дали ова партија заслужува да носи префикс ВМРО, тоа е друго прашање. Но сепак дошле на чело на партија која се нарекува ВМРО да помане, губиш избори, најмалку што очекува народ од тебе е да честиташ на тој што победил и на тие што работеле и гласале за тебе. Дури да не честиташ, мора да се заблагодариш на тие кои се работили за тебе. Сега цела ног го нема, така нормално, така види сега, значи нормално за него. Тоа не е природно, не е нормално, ама тоа е сега. Дури е жал да го гледате. Он оди тамо, извршниот комитет му вели победи на изборите, централниот комитет му аплаудира победи. Кога 44 било повеќе од 46? Мислам, видите, у еден тотално нереален свет. Значи човек кој све има од тато добиено. Нема контакт со реалноста. Ама нема контакт.
Нема контакт со тоа, со реалноста. Да ти е грев да го гледаш. Да ти е грев да го гледаш. Сега јас и немам тоа, значи како и не сум тоа. Не сум гледал и клипове тоа, ами имаше значи сега... едно зборно, па клипове на сите и сега таму, и од таму ги гледах. Ама го гледам Стефче Акимовски сега, па што ако бил албанец премиер? Па зашто се протестираше и се стигна до 27 април? За албанец ли премиер да биде? Па Драган Павлович Латас, па што ако се направи со албанец премиер? Видите, значи до каде доаѓа деструкцијата, само понижувањето на... деструкцијата таа си има, сега, што е во основата на тоа деструкција? Ами ако си правил криминал, оди у затвор, нема да уништиш државата. Добро, ама еве сега, гледај. А значи, што е гајле албанец премиер? Битно е да направиме влада, не е ли така? Да, така е. Значи, да си земеме функции, да си земеме тоа. Да не завршиме у затвор за криминал. Добро, и да не е во затвор, само збор да земеме функции, фотели, еди што ситуати. Овие што барат албанец за премиер, во најголем дел имат кривични пријави. Јас и вие немаме кривични пријави. Значи, ние не се... Што ќе ни земат од дома? Шпоретот, фрижидерот, што ќе ни земат од дома? Но тоа, сега, тоа е проблем. Таков човек прифаќа се и тоа е проблем дека сите тие политичари, дека се 30 години, па тоа значи, сите тие и тие сега кои се придружни, дека знаеш секогаш кај СДС и кај ВМРО придружни некои, па сега и тие кои се јавија нали нови и тоа учесници, тоа се ескорт, тоа се ескорт партија. Тоа се сака пари, сака функции, сака тоа му е привилегии. Но тоа привилегии, тоа му е сега. Тој не сака друга работа. Тоа му е и се гледа дека и за тоа сега тие не можат ништо да не можат да добијат. Албанците не биле никош у полоша позиција на Балканскиот полуостров. Значи, никош полоша позиција. Значи, ние можеме да збориме вака, можеме да збориме онака. Рамуш Харединај сменет, Хашки трибунал. Хашим Тачи, пред сменување Хашки трибунал. Албин Курти паѓа бидејќи не согласо со прераспределба или размена на територии. Значи, никош албанската позиција не била послаба на Балканскиот полуостров, со вакви, како што велите, шутраци па така е од политички партии и политичари, ние правиме албанците да бидат само во Македонија во подобра позиција отколку пред една или две години. Како да во цел регион паѓаат, само ке нас растат. До сега има 20 пратеници, сега има 33. Ја го треба и 60. Овие се спремни сами да се пишат албанци. Добро, ќе се пишат. Овие се спремни сами да се... Ако е значи нешто да се зачува тамо, да се стави во джеб, ќе се напише и турчини. Ама така е било и во минатото. Па во Османлиската империја, сега, во Османлиската империја, фала Богу, кај нашите македонци не е имало таква работа, ама кај грците, па има значи документи, викат не можеме веќе, вика ќе забраниме во некои региони да христијаните да стават значи муслимани, да прифаќат во тоа, значи станува збор за грците, пошто вика не можем да се зачуваме, вика сакат сите да станат османлии. Тоа е грците, дека сега се големите патриоти. Големите патриоти. Тоа си го има. Сега фала Богу, нашите тогаш не са били такви. За споредба сега со Бугари и со други тоа. Значи, македонци и срби не са били така. Сега ни дојде 5 минути. Но сега веќе компенсират. Сега се нашите 5 минути. Сега се нашите 5 минути да станеме се. И кога Али Ахмети рече албанец ќе биде за премиер, седам дома и викам, овие двајца шутрци ќе се пишат албанци за да бидат премиер. Значи, они се спремни да се пишат албанци, значи до тамо е таа нивна желба за власт изразена. Точно така е. А тоа само чувство национално е до тој степен атрофирано и уништено, што се спремни да направат све. Нема чувство и направија не само тоа. Значи, политичарите, тоа е големиот проблем. Дека тие, значи, пред се тие двете големи партии, тие направија своите членови, своите исти такви како нив. Тие сега, значи, тие гласат за нив по шо? Значи, не го интересира сега политиката, тоа некој викат, ама како ќе гласа за ВМРО кога е сменил, какви се тие луѓе? Па тоа се луѓе кои чекат, нали, да го ставиш на функција, бе. Тендер. Тој тоа, да. Кола, не станува збор за тоа. И најобичен, нали, член там на партијата и тој си прави сметка. Математики. Добро, сега ќе го направиш утре началник на 5 луѓе.
може да е на 5 луѓе, ама да биде началник. Така е. Ето тоа, значи деградацијата веќе оди не само низ раководство на партијата, низ целите партии. Тоа е деградација. Мислам дека ние сме во најлоша позиција во нашата историја. Ја не сум сигурен дали овие две големи партии имат почувствувано колку е само довербата кај македонскиот народ, кај македонскиот граѓанин само уништена. Значи, тоа е целта. Целта беше да тоа да стане. Толку сме ние психолошки утепани. Не само коронавирус и така. Значи, ние вирусот не, јас ти викам, вирусот не е тука на нас. Ние сме тука не е проблем. Во таква една позиција, во лоша напикани изменативе 10, 15, 20, 30 години. Мислам дека сега да се направи мобилизација за нешто, да се нема 1% да се јави од македонскиот народ, значи толку е разорена. Како ќе се јави кога бранителите што беше со бранителите, дадоа им па тоа со камата им одзедоа тоа што им го дадоа 2001 бранителите, нели така? Така беше. Сега добро. Албанците тие нивните таму си ги средија, направија и функционери тоа. Сега ние практично тоа е една од тие значи делувања. Операција. Ние немаме намерно. Убивање на самочувството. Јас тоа го последно ако напишу. Ние 75 години немаме херои. Тоа немаме херои. Немаме херои за тоа што прво, ако некој има некој славен во некоја област, наука, уметност, тоа политичарите кои го приграбат да го направат, нали, шутрак таков политички потрчко, да го уништат. Така да го уништат. Еве, ние имахме од 2001 имахме еден Јохан Трчуловски. Човекот издржа во Хаг. Дојде тука, ама не можа да издржи. Тука стана партиски потрчко. Нали, Јохан Трчуловски, а види со како бекграунд, значи 8 години во Хаг, така. Доди позади Мицковски. Па оди претходно одеше позади Груевски. Па тоа ти е, значи ние уништуваме. Да го стават кандидат за градоначелник на Кисела Вода, кој е бастион на ВМРО ДПМН и тамо да изгуби. Значи не само да го направат потрчко, туку да го понижат, да биде поразен у бастионот на ВМРО ДПМН. Така е сега, значи ние самите уништуваме. Што прават албанците? Еве ги тие, значи тие кои се учесници во терористичката војна, па тие командант Форина, па командант еди што си, па тоа, значи председател на собрание, значи министар за одбрана. одбрана. Секакви да се како луѓе, овие сами им градат имидж на херои. Култ. Ние уништуваме, ние да видим некој херој ќе го уништи. Сега и Гоце Делчев да се јави ќе го уништи. Јас гледах некаква слика, нали, на некој там кој учествува во изборите, се ставил сликата негова, а позади Гоце Делчев. Видите кампањата на Мицковски. Сликан у Струмица, а позади него споменикот на Гоце Делчев. И нели излага текст или наслов два даскали. Едниот даскал и вториот даскал. Сирот Гоце Делчев. Ма тоа е сега. Го тепа на време, да можеше 200 години да живее, ке се срамеше кои све го споредуваат со него. Тега ќе го тепа 10 пати до сега. Ќе го тепа. Па ќе го тепа како? Има еден таков, значи, ние наместо да раѓаме херои, кога некој се роди, некој тоа, гледаш, ќе одиш да го предадеш, нели така? И па ги Гоце Делчев е предаден. Се знае. Јанен Сандарски е предаден. Сега така е. Сега другите, кој Кузман Јосифски Пито е предаден. Сите се предаден. Нека му викат новија македонски Левски, тоа е македонски Гоце. Нали, му викат на Пито на тоа, да. Сите ги предаваш, па потоа ќе почнеш да им пее, да им создаваш песни. Прво ќе ги предадиш, ќе ги утепат, ќе ги затворат и тоа си. И после песни. И па после песни. И после не биле тажни песните. Никако нема да не бидат тажни кога се натопени со предаство на македонци кон македонци. Ние тоа значи за тоа што ние ти победа не е тоа. Ние сега така да се прикажеме како тоа. Тука има нешто слично со србите. Слично со србите пошто тие, значи по Косово поле тогаш, значи тие се создават таков како жртва, значи тие се морални херои, а инаке жртви. Само што овие сепак имат таква победничка, ние сме спасили Европа. Друго е прашање што е тоа. Спасили сме од Европа од османлиите, нали тоа што тоа. Така. Кај нас има само едно тоа. Ние сме жртви, ама
Значи, ние сме жертви, но истовременно, значи, това е философия. Но сме вечни жертви. А ако сме вечни жертви, това значи дека вечно ќе бидеме жертви, ама и вечно ќе постоиме. Значи ти ќе постоиш, ама како жртва. Значи, можеш да постоиш само ако си жртва. Само ако си жртва, но истовременно, значи, това значи, значи не може да те уништат, затова ти ще пире, не ли така? Да. Значи, период, секој тоа. Да, ама никој не, значи не праша доре зашо се користи период. Па период, значи некои птици го јадат, па некои други тоа го јадат. Значи ти служиш за храна на другите. На другите. Да, ама, значи, еве јас вечно ќе бидам за да служам на храна на другите. И тоа е философија, и тоа е, значи, да, вечно ќе постои. Ама битно е како постоиш. Тоа е кодот, значи, наш. Тоа е, значи, дали постоиш како победник, ке не газат, дали ќе постојам затоа што, значи, ќе постојам, ќе ме газат, ама јас пак ќе постојам. Не, овде ке не газат, Да. со извинење ке не мочат, Да. ке уринират врз нас, Да. но ние ќе обстоиме. Ние ќе обстоиме. Да. Па тоа е. Сега, за мене тоа е апсолутно неприфатливо и не само за мене, туку за нашите херои кои тоа, значи, тука станува збор, ние немаме победничка психа. Никош сме немале во Не, во некои, 30 значи, години. да, во далеч, во 30 години немаме. Сме немале. Во нема, не, секако. Ние не знаеме прво да се израдуваме. Второ, све што е направено добро 30 години сме го уништиле. Значи, таква дарба имаме за една деструкција. Јас се поставам прашањето, каде ќе оди Македонија? Гледате ли вие каде ќе оди Македонија? Можете ли да дефинирате кој е правецот? Што ќе биде со Македонија, еве? Сега, Македонија како оди, значи, Македонија како оди, тоа е јасно. Значи, Македонија е независно сега. Дали како ќе има калкулации, што ќе биде, каква влада, каква трговија, каква пазар, како тоа, работата оди кон федерализација на Македонија. Мислите дека ќе оди кон федерализација? Нема друго. Сега, значи, ајде да кажеме... Оној дел кај што се албанците. Да. Таму има најмала излезност. Значи, албанците се иселени. Сега да има попис, сега да има попис, тие ќе се под 15%. Нема албанци, не живеат тука. Добро, ама сега само благодарејќи на овие шутраци наши, успеват ем да се помалце, ем повеќе права да осварат. Ама еве сам викаш, ако има попис, ќе бидат, да, ама прво ако има попис. Второ, ако има попис, тие ќе дојдат како тоа, значи... Има две графи сега у пописот. Они точно знаат. Они викат графа на резидентно население, што е присутно овде. Пошто инаку по неа таму од секој тоа, да. Тие се имат по 4 пасоши. И графа на граѓани со државјанства. Тоа значи дека ние ќе имаме резидентно некаде 1.700.000, 1.800.000, не повеќе, а графа на државјанства некаде 2.400.000, Тоа значи дека они ќе набутат некои 400-500.000 албанци кои не се тука, не се присутни, бидејќи по пописот вие попишувате тој што последните 12 месеци е присутен на територија на Македонија. Да, ама сега се сеќаваш дека уште пред неколку години некој беше, дали беше тоа Гарет, англискиот амбасадор и тоа, кажа сега независно што ќе покаже идниот попис, нема да се не мора да тоа и под 20 да биде, мора да се зачуват тие договор. Ете така. Така беше. Така беше. Значи, тие се обезбедуваат од секаде. Од сите страни. Да покаже и 10% да покаже. Јас сум тоа сега со некои така сметки и не точно мои, а и така на пријатели, истражувачи и тоа, пред неколку години, 2016-2015, нали, бев стигнал до тоа дека албанците тука во Македонија се 13,7. Толку. 2015 некаде. 13,7%. 13,7, толку. Сега. Изборите и бројките ве потврдуваат. Јас тога стигнах и тоа сам го изнесол и не знам дали кај тебе не сум го изнесол, толку са. Ама, еве ти веднаш тоа. Ама сега тоа кои се добиените права не смеат да се чепнат. Ето тоа. Порано правата ги темелја на бројки. Се ако бројките не им идат во корис, веќе бројките не се битни. А правата мора. Меѓутоа, кога веќе збориме за бројки, го гледате оној греф Петар Колев од ГДУ партијата. 150.000 државјанства, 250.000 државјанства, Македонија се све бугари и така натаму, 5.000 гласа не освоја. Видите, колку меури од сапуница распукна нови избори. Колку кариери, Тоа е така, пошто види сега, тие се зели пасуши, ама ти не можеш да ги натераш, пошто прво тие, добро, од нив еден мал дел се во Бугарија.
еден мал дел са во Македонија. Тие со бугарските пасоши. Овие, прво, тие не се 150.000. Второ, тие не са таму. Цела стратегија. Ти инако види, тие ако беа таму, сега да кажеме, примерно 80.000 македонци со бугарски пасоши, може, не знам, бројката може да е таму. Ако тие живеа во Бугарија, тие ќе ги натераат некако да гласат, да отворат, да тоа. Ама тие ги нема, и кај ќе ги бараш? Во Германија, во Шпанија, во Франција, во Италија, во САД, кај ќе ги бараш? Не можеш да ги најбаш. Ето тоа. И затоа е така. Тие ако им беа на лице, ќе ги натера. Ќе ги натера. Како турците, како ромите. Како турците, како тоа, секако ги. Ама не можеш да ги фатиш, овој зема пасошот и бега. Гледате, Мицо, толку пари и толку време потроши на таа стратегија и таа на овие взори им крахираше. Ко секира у вода пропадна. Нема бугари у Македонија. 2000-3000 гласа колку своја. Нема, толку са. Те днес и 5. Дури на крај на кампањата Петар Колев почна да ја критикува бугарската политика. Видите во кој абсурд влегува бугарите. Сега тој сака да се извлече, пошто изгледа како секој наемник, нали, е добил нешто и сака да после да го оправда, да и сека да суда. Како секој јаничар, да оправда парите што ги има добиено. Секој си има, па јас не знам на некои претходни избори, некаде кај тебе ли беше во тоа, ти му викаш па сега 1600 и колку тоа. Да, ете така, ама вика тоа не беше целта, па чекај сега. Ти си излегол на избори, па целта не била таа, целта била да видат, да се прошетат и да видат небото. Ако имате толку бугари, направите партија. Еве направија партија. Пропадна. Еден пратеник не освоја. Па како ќе освојат? Нема тоа. Сега практично се гледа дека нема тоа. Го слушате ли оној Џамбаски европратеникот? Понекогаш. Да. Сега пред 2 месеци иде со теза дека коските на Гоце Делчев не се во Свети Спас, туку дека одредени совесни бугари, кои не келе да се согласат со политиката на Тито и на Ѓорги Димитров, ги фрлале коските по патот носејќи го Гоце Делчев од Софија до Скопје. Сега, тоа е еден, види сега, Џамбаски, тоа е еден неписмен човек, како и другите таму, сега, и може да збора што сакат. Сега, тоа е тие, значи, коските, знаеш како са чувани, со каква почит са чувани во тоа, таму во канцеларијата на Илинденската организација, потоа како са пренесени во тоа. Тие воопшто немат појмове. Тие са, значи, навистина, тоа е, ако збориме сега за нашето ВМРО ДПМН во тоа, ово е нивното, то прво не е тоа, сега какво ВМРО внатрешна, кај ви е внатрешната глупости во тоа. Но станува збор за тоа, дека тие немат врска и со Македонија. Ни Самит Каракачанов знаеш дека нема врска со Македонија. Тој е од Русе, нели? Тој е од едно село, на некое русеско село таму во тоа, е така. Сега, татко му Кодош, целиот свој живот, тој е со Кодошук. Овој беше пратеник во Бугарското собрание како Кодош, тоа е пратеник како Кодош. Таков е, тоа е фамилија Кодошка. И сега тоа е избори. И сега во една дискусија, уште во Бугарија, некаде 2001-2002 со Стојко Стојков, значи ко-председателот на ОМО Илинде Пирин, значи кога по BTV, мислам, телевизија бугарската таа, најгледаната приватна телевизија, е така, и сега пред тоа Стојко да седи со него пред тоа, како ние седиме сега двајцата, и тоа, и му вика, ај сега признај дека се е за пари. Он вика, па сега за пари е сега. Ама Стојко потоа ми вика, јас не можам да го запишам, немам тоа, сега да го пуштам во тоа. Значи тие се македонци, па тие се само за пари. Па само за пари. Па така е. И тие сега, па нели го гледаш до 200 кила еден тоа еден шипар. Погледнете им ги презимињата. Еден нема македонско. Едниот е Каракачанов, што влече корено турскиот збор Црн Кара. Да. Вториот е Џамбаски, значи продавач на коњи. Значи они немат ни македонски презимиња, имат турски презимиња. Сега тоа е јасно. Тоа е јасно. Сега инаку тие старите кои беа, значи навистина некои преселеници, нали, тие таму во Бугарија, македонски фамилии, имаше таму зачувани, некои беа возрастни, и сега јас кога бев во културно-информативниот центар во Софија, доаѓа кај мене. Значи некои, нали, поврзани со Пере Тошев, со други, ама, нали, унуки, не знам што е тоа така, и се жалеа. Племеници, племеници сега и тоа, и се жалеа дека Каракачанов,
значи ги изфърлил, не им давал да одат во централата, На Пиротска, тамо, во на тоа Пиротска. на Пиротска, така, до тоа, така и така. Сега. И вика, ајде, вика, може да ни помогнете. И јас им кажав, викам, чекайте сега, вие добро, ама вие ми доаѓате тука кај мене, нали, како директор на културно-информативниот центар македонски, ми доаѓате како македонци, да ви помогнам или како бугари, ама ние се чувстваме бугари. Па тогаш викам се договорите со Каракачанов, и аз нема што да ви правам тук. Па тие сега види како и тие понижуване. Тие се чувстват бугари, доаѓат кај македонец за да им помогне против тоа. Па ајде средите се вие. Добро, Мицо, што е со на Гоце Делчев? Вистинска ли е таа приказна дека коските на Гоце Делчев не се у Свети Спас? Како бе, глупости, тоа се коските на Гоце Делчев се во Свети Спас. Не е ли тоа, не е ли тогаш кога тоа во документите на тоа на Тито има, пошто тогаш кога доаѓа бугарска голема, крупна бугарска делегација, ти доаѓа да ти носи таму коските свечено, така. И тие седат тука, седат многу време. И тие, значи, така расположени, сега нашите ги среќават како нормално се среќават гости, пошто ние сме таков народ. И овие викат, како добро ни среќавате тука, ние ако сакате ќе ви донесеме и некои други коски расположени, така јадеме, пиеме, нали, во тоа се били глупа. Знаеш колку народ са дошли таму? Се носат, нали, како шествие са дошли тук. Дошли да користат, пошто тука сепак Југославија по војната, ама имало и по-комотно, може да се најде нешто и тоа, а и тука нашите ги среќават нормално, нали? И тоа. Така што коските се си автентични, коските, ама, значи, тука има проблем. Сега ние имаме во еден правец, кажахме, нали, во почетокот, имаме тука вирус, ама кај Каракачанов, кај Џамбаско, кај Ковачев, тоа вирусот е многу поголем. Тоа веќе не е вирус, тоа е гангрена, секако тоа. Што е проблемот на бугарите? Од каде таа бугарска агресија? Проблемот знаете, кој имате агресија во психологијата, да, тоа покажува дека се чувствувате слаби. Дека нешто криете, дека нешто, значи таа нивна агресија мора да има некоја генеза. Што е проблемот на таа бугарска агресија? Проблемот е тоа, сега. Проблемот е тоа што ако извадиш Македонија, значи Македонија нема, таа си е послана така. И сега, добро, тие преку тоа асимилирали таму тракиското население, колку толку тоа, значи практично Бугарија нема тоа, значи ни историја, така со која сака да се пофали, ни култура, ни ништо. Не случајно викат најдобриот дел од бугарската историја, најромантично, како викаш овој, Петар Стојанов, адвокатот, века беше председател, и така, најромантичниот дел, а не само најромантичното, од другите, нали, кои се историчари, тоа викат најбитниот, најголемиот дел. Ајде кога го одземеш, што ќе ти остане, бе, мајка? Што ќе остане на Што останува ако ќе се? Па ништо не останува. Зашо викат нема тоа Македонија, па сега по бугарското радио и во минатото и тоа се македонски песни. Ајде, кај се други? Има тракијски песни, има во родопски, ама тие не можеш да ги слушаш. Тие се така, значи едно провочено. Значи ако ја тргнете македонската историја, од бугарската ништо не останува. Па што ќе остане? Што ќе остане? Тоа ќе ти останат тие. Сега, навистина ќе ти останат тие двете престолнини, дека се Плиска и Преслав, со тоа, нали, тюрско население, кое ти доаѓа тогаш во 7 век. Тоа ќе ти остане и шо? Сега за Велико Трново тука друго е. Не може да збориме за тоа што Велико Трново тоа се не случајно романците имат претензии, те имат претензии дека тоа станува збор вика за романско-бугарска држава, дека се вика втората бугарска држава. Тоа са тие власи и кумани и тоа и каде се бугарите? Асени Петар и тие кои се сето тоа, тие не са тоа. Добри, самите бугари признаваат турско потекло. Да. Самите бугари, старите бугарски историчари тоа го признаваат. Го признаваат, знам тоа, знам. Така, па сега, кога станува збор, значи за тие владејачи, Добромир Христрес, Алекси Слав, нали, тие кои са тука, нали, били во тоа,
Сега, па стариот бугарски историчар Васил Златарски има на едно место, дека вика стрес сакал вика да се укрепи и да направи вика да се укрепи да направи македонска држава. Той го казва на голема македонска држава, вика, која да биде вика како антипод на другата, нали, во тоа. Пошто тие ти прават властите ти прават држава со Трново, нали? А овие прават тия владеачите, независните, дека ги има само што за кратко во македонската историја, нали, само со забележени тоа. Значи и овој ти признава дека сака да направи, нали, како антипод, нали, македонска држава и така. Тоа ти е Златарски. Како вие би го дефинирале? Како би ги дефинирале бугарите? Значи таа нивна агресија од потеклото, бидејќи ништо не... Види сега, тоа е, гледај сега. Тоа е комплекс. Бидејќи ние постојано дебатираме за нивните тези што се македонците. Мислам дека треба и дека дојдено време ние да почнеме да дебатираме што се бугарите. Па сега види сега, тоа е една мешавина. Тоа е една мешавина и самите бугарски историчари тоа сега го признават, иако значи тоа сега види тоа контраверзно, ама тука нема логика, нема врска, нема мозок. Тоа сега кој покојниот Божидар Димитров што викаше, бугарите се составен, значи ние сме составен дел од повеќе вика од 100 етноси, но тоа не е пречка да бидеме најчисти. Значи составени од 100 етноси, најчисти етнички. Добро, како можеш да бидеш мешавина од повеќе од 100 етноси и да бидеш најчист? Нешто тука, значи нешто ти фали. Фали ти дека немаш мозок. Така, добро, ама ако немаш мозок, можеш да станеш министар. Тоа е. Значи тоа е услов. Види, како во она приказната, дека се јаво и вика, бараме тоа, сте барали министар, разбрав дека барате министар, ама вие вика, ненормален ли сте? А друг услов вика, има ли? Ето тоа ти. Што ќе се случува во светот? Вие прогнозирате пораст на Трамп. Види, јас тогаш кога сите во 2016 зборе дека Трамп значи ќе изгуби, знаеш таму, тоа и нашите тука се надобре, ќе ги изгуби така, јас пишував тогаш и за тоа се наутих пред некое време и си цитирах од колумнат. Така, сега мислам дека Трамп нема шанси. Сега тука има во светот се води моментално таква биолошка војна. Пред тоа, Ово го сметате за биолошка војна? Тоа си за биолошка војна, значи предходно имаше со климатските тие работи. Кој ги внимателно ги е гледал, климатските тоа, види, Васко, нема случајно, сега може да има еднаш, значи 3 пати и 5 пати, не може да биде случајно кога ги споредуваш со години. Значи, нешто тоа се не по года или земјотрос во Русија, по 2-3 дена во сад. Обратно. И кога тоа го гледаш некаде 20-30 пати, случајно нема работи. Нема случајно во светот. И во човечкиот живот нема случајност. Така, сега биолошко. Нема што да тоа. Сега се знае дека тој вирус, значи, почетокот, тоа е американски Вухан од тие игри, дека беа војните игри во октомври, армејските игри во октомври, така. Сега, кинезите возвратија. Сега тоа е во САД, тоа е друга варијанта. Не случајно, ако се гледа тие разлики, самите научници признаваат дека има разлика меѓу едниот вид вирус и друг. Дека е мутиран. Мутиран, не, тоа е мутиран, туку тоа е друг. Значи, друг. По што се знае, гледај сега, од повеќе од 100 години во лабораториите на големите држави се работи. Ти знаеш дека се користи тоа, дека и во Првата светска војна и така и тоа е сега. Значи, се работи. Само на територијата на Украина има 14 американски лаборатории, биолошки. 14, што барат тие? Украина, само 14. Само тоа. Тие веќе ги идентификува, пошто тие се прават на недоветни американците и русите ги идентификуваат. Кажат, тука, и оние, ама ние за подкрепа на украинците. За подкрепа мора да правиш завод, не да правиш лабораторија биолошка и така. Сега, значи, има си тоа, биолошка војна. Таа си се води. Сега, значи, надвор од тоа, викат, ама и ти има втор бран, трет бран, тоа. Сега јас мислам дека тие повременно
тия, значи, пущат во некои делови од светот. Пошто не може, сега, чисто логично размислуваме, сега нема некаде, сега, примерно, во Казахстан, скоро беше, сосема скоро, се јавило нешто. Чекайте сега, па тоа не може така. Изеднаш некое големо, кое е нешто ново и така. Тоа се експерименти. Тоа се експерименти на големите сили. Значи ние сме сега во срцевината на биолошка војна, според вас. Да. Како ќе заврши таа? Сега, значи, јас мислам дека тоа е, значи, целта на овој вирус. Не беше да биде како, да кажем, овој кој е шпанската во Првата светска војна, кога 80 милиона се умрени. Да. Сега, тоа е да има, значи, да се создава паника, психоза на тој етап со релативно мала смртност. Но целта не е смртността, целта е психозата. Значи паниката. Паниката. Точно тоа. Сега, пак гледаме моментално. Моментално во светот има 15 милиона. 15-16. 15, да, 16. Добро. Заразени. Умрени. Некаде околу 600. Умрени 600. Да. Значи не е голема. Ама, тоа е сега. Не знаеш, види, кажахме дека човекот сака да има рамка, нали, за да биде. Симптомите се менуват. Значи, се јавуваат на тоа и разни контраверзни. Значи, може да имаш температура, да, може да немаш, може да кашляш, може да не кашляш, може да не така, ти не знаеш, ти си во стрес. Несигурност. Значи, да, ти си во стрес. Ти инаку со тоа нешто може да ти се прояви на 5-тиот ден, на 7-тиот, нали кажа, на 14-тиот, на 21-тиот годината историја. Да. Ете така. Види, значи, тоа се нејасни. Човек сака да знае за секое и болест и друго тоа. Значи, какви се симптомите? Точно. Каков лек? Точно. Колку може да лечи? Не знаеш лек, не знаеш симптоми, не знаеш. Ете, тоа е да се создава паника. По тоа. За жал, мислам, ќе дојде веќе фаза кога ќе се, значи, ќе се зголеми смртноста. И ќе кажат со мутација на тоа ќе биде некоја друга. Тоа, значи, тогаш веќе ќе биде пожестоко. Биолошка војна. Да, тогаш нема да бидат умрени на 120 тројца. На 100 ќе бидат умрени, да кажеме, 20. Тогаш веќе е големото. Ама, луѓето, целта е да се навикнат со тоа. Значи, на тој начин ти практично викат луѓето ќе се спојат. Напротив, луѓето не се спојат, луѓето бегат еден од друг. Сега, види, значи како се тоа, бегат, вика, сега да не се заразвам, па нека сега тоа. Види, значи нема спојување, нема тоа, туку ти веќе си како автономна единица и се хаотизира тоа. Општеството, хаотизира се светот и така. Сега. И во тоа јас мислам дека Трамп си заврши функцијата. Својата функција. Функцијата. Сега. Ама ќе прашаш каква е функцијата на Трамп. Сега нешто кое може да не се тоа, ама то си е мој став. Јас си мислам така. Сега, значи, Трамп сакаше да се кандидатира 2002, па се повлече, нели така? Сакаше да се кандидатира 2012, па се повлече. Така. Во 2013, тие кои седат, се знае дека за демократите во САД седи Ротшилд, зад републиканците Рокфелер, тоа не е тајна. Знаеш, така, тие 2013 отлучуват Трамп да биде. А зашо да биде? Сега тука веќе е малку во теорија на, како се викат некои, на конспирациите, ама многу пати фактите са тоа. Сега зашто? Зашто се знае дека тие са поспремни за радикални действија, за војна. Демократите, нали така? Ево тоа. Сега. Добро, ама целта е, тоа е исто, значи како пред Втората светска војна. Целта беше така. Русија и Германија да се уништат, ама да се уништат целосно, за да можат светската влада во сенка да користи природните богатства, тоа значи да се уништат. Сталин свати тоа нешто и така направи, за да може да има победник. Значи и тие кога видеа дека Сталин ќе победи, отворија Вториот фронт и така и така. Сега е исто. Русија не беше спремна. Соединените щати има предност во тоа. Значи во вооружувањето, знаеш, пошто Русија беше тоа. Така. И како испадна? Ајде да се видиме како испадна така за каде за 6-7 години Русија направи тоа кое направи Германија од 34-та до Втората светска војна.
Включително. Сега се крие, ама това са това. Значи германците во есента на 44-та имат веќе атомска бомба. И имат. Независно дека и русите официално отричат и тоа, ама во руските архиви го има тоа. И тие двете бомби над Хирошима и Нагасаки практично са германски бойни. Тоа. Што сакате да кажете? Сакам да кажам дека Трамп зашто е донесен? Трамп е донесен за да се даде можност, значи на Русија да компензира, да се крене, да се изравни со Америка. овие, за да може примерно при еден судир да се уништат, пошто тие, значи светската влада во сенка не са тие, не са Клинтон, не са тие, не са Бушовците, не са тоа, тие са други луѓе. Амо тие са тоа. Тие са пиони. Како сега нашите политичари са пиони на други сили. Значи тоа беше ролята на Трамп. Тоа е ролята на Трамп, ама сега практично стана пак како во Втората светска војна. Русија сега е подигната и е повисоко. Ајде сега тоа се јавува проблем. Треба значи дојде друг. Така сега. Сега значи добро, тоа сега ќе дојде, ама ќе стане како тоа. Сталин, ама Сталин има предност. Веќе не са изедначени, туку Значи, мислите дека својата улога Трамп ја има? Трамп заврши улогата со најака. И сега, каков е спасот на Трамп? Спасот, примерно, сега, ови се жали дека кинезите сакали да го тоа, сакали да изгуби и така. Сега кинезите сакат да изгуби. Сега за тоа што сега вирусот сега во САД кој инфицира по 60-70 илјади секој ден, тоа е кинески, така е. Сега сакат, тој вирусот уништува Трамп. И по други причини, ама го уништува. Сега Трамп или има излез да направи некоја војна, ама тој не може да направи сега моментално глобална војна. Тој може примерно да се обиде да почне со Иран, ама и тешко и со Иран, пошто има договори и така и така. Така што другиот начин на спас е да се обиде да го заради короната да отложи изборите. Ама тогаш знаеш што ќе стане ако сака да отложи изборите од 2 ноември. Тогаш ќе биде така хаос. Сега. И затоа тој неговата улога веќе ја заврши и ти доаѓат веќе тие јастреби. Повторно дека само ше наместо Клинтон, Бајден, ама викат Бајден возрастен не може да се движи, па Бајден нема да носи отлуки, отлуки носат другите кои се позади Бајден. Па сега нема да тоа, сега па да не мислиш дека Заев носи отлуки, да не мислиш дека Мицкоски носи отлуки. Па тие се пиони, тие се пиони кои спроведуват, само што некој од нив ги спроведува по театрално, па и на времето Рейган, актерот, трето разреден, нали, во тоа, тој правише да не Рейган победи Советскиот сојуз, Рейган победи друг пат Советскиот сојуз. Рейган, значи, спроведуваше мајсторски, актерски тоа, што му беа напишали други. Сега како тоа Рейган победил, ама во историјата остава така. Рейган победи, тоа Тачер, Маргарет, Железната леди, тие кои са позади, тие се веќе во сенка. За 3 месеци ќе видиме. Дали ќе победи или нема да победи. Добро, ќе видиме сега, но јас мислам дека во секој случај нам тешко ни се пишува. Многу тешко. Што и да биде, многу тешко ни се пишува. Да, разочаран сте ми. Не, види сега, јас не сум разочаран, јас сум просто реалист. Сега, значи, пошо со таква, гледај, има тоа, со таква основа, не сакам да кажам лоши изрази, за сегашните генерации, така, нали, и некои други кои викат лош биолошки материјал и така. Но, значи, со таква работа ние не може да имаме тоа, да имаме држава. Ние не може да имаме држава со такви политичари и со такви луѓе кои веќе се деградирани од политичарите. 30 години нас ни деградират. Нас ни деградират и ние, значи, ние сме хаотизирани, ние сме аморфни, ние сме веќе, значи, аполитични, нас веќе не интересира шо. Некој вика, ми сега, кога направат, ќе земам пасош, ќе бегам, други еди шо си, гледај. Ето, тоа беше целта. Тоа беше целта да уништат срцата на тоа, значи, јадрото, македонскиот дух, да го уништат. Ти кога немаш дух, немаш ништо.
Ти тогаш ќе продадеш име и се, и тоа и немаш. Па добро, сега по 30 години, кога влезам во Европската Унија, ќе влезеш друг пат, нали? И тоа, тогаш ќе видам да вратам. Значи, други па викат, ами вика, ние, вика, некоја идна генерација, значи, што да направи некоја идна генерација? Значи, ние тука ги си доживееме некако така, ги се снајдеме, без албанци со тие, не е битно, ама некоја идна генерација да направи како антифашистите, да гине, да се бори, да, значи... Нас да ни е комотно. Нас да ни е комотно, не да се умрема, па ние сега да сега, не се мачиме, све што можеме да... Други път чекат на големите сили, и аз читам во Фейсбук весели работи, как вика, ние ќе бидеме горди, дори горди сведоци на разгромот на тоа. Значи горди сведоци, не учесници. Горни сведоци. Воајери. Да, ете така, значи, добро, како да се тоа, како да се прави, има тоа, јас за тоа направих една споредба со тоа што бугарите са правили во 80-те години, кога се создава бугарското књејство, тука кога подкупуват тие екзархиски учители во Македонија. Тие тогаш са добивали годишно екзархиските даскали са добивали и тие кои са доаѓали од Бугарија, ама и тие кои са били македонци, ама са се бугарели. Така, значи, меѓу 2, се едно, на сегашни пари, меѓу 2 и 3,5 милиони евра годишно. Еден даскал. Екзархиски. Викам, ајде да видим сега, колку тука во Македонија, од тие кои са по пописот од 2001, 1200 и колку там, 84 етнички македонци, нали, така се води во пописот, колку од нив ќе бидат спремни да одбијат понуда да добиеш кеш годишно од 2 до 3,5 милиона евра, за да работиш против Македонија. Колку луѓе ќе бидат кои ќе ги одбијат? Ете тоа ти е. Значи, ние мора да знаеме што е состојбата и независно од таа работа. Сега сепак, кога збориме за Гоце Делчев е бил само месец и пола, е бил даскал на екзархијата. Само месец и пола и одбил и тоа. Значи, сепак има луѓе кои одбиват. Ама тоа са били ретко. Тие што ќе одбијат, ќе бидат или денунцирани, или елиминирани, или предадени, или утепани. Значи, историјата ни се повторува. Повторува, по третово, по 5 пати, по така. Ке купуваат за да се распрода и Македонија. И па точно се надевам дека нема да бидете управо. Дај Бог, јас сакам да не бидам во право, така, ама не гледам тоа, не гледам луѓе, нема луѓе. Не ставам збор за политичари, луѓе на улица, секој ден, и јас и ти одиме, нема. Ги нема. И па нема. Сега се тоа. Како гушец се крие, тоа ти е. Сега, држава не се прави со гушци. Не е тоа. Мицов, ми беше задоволство. Исто на мене. Многу среќа. Благодарам. Се гледаме некаде ноември да видиме што ќе биде со Америка. Сега дај Бог нешто да се... видиме што ќе биде со биолошка војна. Дај Бог да не биде така, ама просто не гледам. Значи, ние прокоцавме работата. Значи, сите сме виновни, така е. Сега, јас викам, од државниот врв до долу и од долу до државниот врв. Некој помалку, некој повеќе, некој најмногу, ама сите сме во тоа, значи, во тој ќош, за жал. И затоа сите се донесохме до тука. Сега некој со голем кеш, некој без кеш од глупост, ама... На крај сите сме на дното. Фала многу. Благодарам. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар. Предпоследна емисија од ова YouTube сезона, некаде 76-77 емисија. Ние се гледаме во четврток од 22 часот со последната емисија во Центар за ова календарска сезона. До четврток од 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.